Очигледно е дека вестите на Слободна Македонија се трн во окото на режимот. Денеска додека со своите сограѓани им делевме бесплатни примероци на од вестникот Слободна Македонија, ние активистите на отпорот бевме нападнати од страна на режимските послушници. Прво бевме изложени на навреди и вербални закани од човекот кој се представи како претседател на штипскиот огранок на Сдруженијето Беден. Откако ги игнориравме вербалните закани, ни приде една личност која се представи како Илија Качаков, член на Сдруженијето Беден, кој продолжи вербално да не напаѓа и насилно ни ги одзема примероците од вестникот. И не сопре за да шириме вистината на нашите сограѓани. Платениците на режимот се во заблуда, доколку мислат дека нивните закани и напади ќе не спречат во споделувањето на вистината со граѓаните, кои власта на вестите, кои власта не сака да ги слушне. Ние, активистите на отпорот, не се откажуваме. Истерни сме во нашата цел и ќе продолжиме со ширењето на вистината се додека не го победиме овој режим. Благодарам. Цело време укажуваме на тоа дека, како што кажа моето мало другарче, дека режимот не дава да излезе вистината на виделина. Значи, ова што се случува не е прв пат. Знаете дека се искрши штабот, дека се случуваат многу работи. И јас лично предупредив, на нив и одговараше дека само крв ќе падна. Значи, вадат само од контекст она што е кажано. И навистина ли треба крв да падне за да се после некој позанимава малку посериозно со овие работи. Значи, случајот го пријавивме во полицијата, ние, еве и адвокатот го донесовме, ќе си поднесеме тоа што треба да поднесеме, меѓутоа апелирам на тие глави усијани малку да ја сватат посериозно работата и тој нивниот координатор да малку да си го преваспита малку сенството. Нека направи напор да не дојдеме до ситуација стварно да се тепне.